javisia Tebe, Gospodi, Trojice svoji javisia poklonenie. Roditele Boga, svijetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i ljubovi njegovine, izvestlo vaše slovese utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, Ti mi prosvešej, slava Tebi. Добро вечер за новогодини почитувани. Еве вечерашното издание на овој политички магазин Вечера со Слободан Томич го реализирам токму на овој голем христијански празник. Ќе ве поздравам со познатото Бог се јави и ќе го поздравам мојот соговорник Тодор Петров. Исто така Бог се јави. Добро вечер. Навистина се јави. Честит големиот христијански празник Богојавление до сите верници во Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана I. Тодор, денеска ќе ја реализираме вечерва, ќе реализираме емисијата за и околу случувањето во Македонија, не случајно и насловот го преферира во тоа Македонија правна држава или анархија. Еве, по кратки црти, дали сме правна држава или анархија? Па се повеќе сме анархија отколку што држава во која владее правото и се почитуваат правата и слободите. Во контекст на сето ова пристигна тој абер, да го наречам, од Страсбур, од Европскиот суд за човечките права, каде во низа, ова е трета пресуда поред, каде што се побиваат сите обвиненија против една голема група на политички субјекти од претходната власт предводена од Никола Груевски, за кои беа обвинети за голем број на криминални дејана, корупции и така натаму, и начинот на нивното санкционирање, односно приведување. Ме би ја замоли режијата да видиме пресудата во секој случај, а таа е јасна и гласна, Тодор. Во кој, како би го коментирале? Реже ме молам, ако можеме пресудата да ја видиме, можете, povedете. Одлуките на судот заради настаните од 27 април 2017 година во собранието на Република Македонија представуваат класична политичка пресметка. За жал, околу 17 или 18 лица добија околу 200 години затвор, обвинети за тероризам. Морам тука само еден малку пресек, повторно ќе се вратиме. Може режијата повторно да го врати првиот слайд. Впрочем, господин Петров, како председател на Светскиот македонски конгрес и секако јас како председател на форумот Гласот на народот, се одваживме уште 2020 година во екот на короната, на ковидот, да се обратиме до председателот на државата, господин Стево Пендаровски, да смогне сила и да ја исправи грешката и вината што ја создада власта, се уште власта на заминување, која и дефинитивно верувам дека ќе се замине, да ги ослободи незаконито. Баравме помилување од председателот на Републиката, Стево Пендаровски, затоа што има основа во Уставот и законите, меѓутоа не постоеше ни тогаш, ниту сега политичка волја тоа да се случи. За жал, имавме закон за амнестија, во кој на неуставна основа собранието утврди селективна амнестија, ги амнестира само тие што ги предизвикаа настаните на 27 април 2017 година, но добија ослободување од казна затвор заради тоа што гласа за амандманите 30, 34, 35 и 36 на Уставот врз основа на спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата и идентитетот на македонскиот народ.
Светскиот македонски конгрес покрена два пати иницијатива до Уставниот суд за поништување на законот на овој закон за амнестија. Има повеќе од 1990 до денес собранието донесено закони за амнестија за повеќе случаи и различни поводи. Меѓутоа Уставниот суд не ги прифати иницијативите за поништување на членот 2 од законот за амнестија, кој уредува селективна амнестија. Амнестијата се добива врз основа на закон, а не врз основа на пренесено право на проценка и оценка на јавниот обвинител и судот. И практично тие што беа осудени, ден денес се наоѓаат во затвор, по моје лично убедување и уверување, не се судени со соодветното дело, а потврда на тоа е што еден од осудените, кој е во Шведска до ден денес, е на слобода затоа што Врховниот суд на Шведска го отврли барањето за екстрадиција, бидејќи делото за кое е суден е несоодветно. Не станува збор за никаков тероризам, во случајов со упад во собранието, туку за бунт кој е друга квалификација на дело кој подлежи на поблаг режим на казна. Имавме случаи со двајцата во Грција. Двајца пребега, не се одзва на да ја одлежат казната затвор заедно со останатите кои се во затворите во Македонија. Меѓутоа исто така и Грчкиот Врховен суд го отврли барањето на Македонија за екстрадиција, затоа што пак тие се повикаа на председателската аболиција од Ѓорги Иванов. Иванов аболицира околу со 40 помилувања, околу 56 лица. Врховниот суд на Грција го отврли барањето на владата на Македонија за екстрадиција на тие двајца кои беа вклучени во дела околу 27 април 2017 година со образложение дека еднаш дадена аболиција, односно помилување, со ниту еден акт од било кој орган не може да се отповика. Ниту со слободно изразена волја на аболицираното лице. Не може да ја одбие. За да се врати да ја одлежи казната која му била пресудена, а од председателот на државата помилувана. Имавме случај Зоран Заеб ја одбил аболицијата на господинот Иванов. Па тој затоа што беше сигурен дека е над правосудниот систем и дека нема да подлежи на било каква санкција. Тој абсолютистички начин на однесување доведе да и меѓународната заедница, што немам видено, и двајцата сме правници, немам сретнато ни во пракса, ни во теоријата, да меѓународни институции, држави влијаат и вршат притисок на први човек на државата, председателот, да ја отповика својата одлука. Па, отповикувањето беше заради демонстрациите на Социјалдемократскиот сојуз. Тие побараа да ги повлече председателот аболициите, но за да се случи тоа, утврдија дополнителен член на барање на аболицираните во рок од 30 дена од донесувањето на законот за изменување и дополнување на законот за аболиција, за помилување, председателот на државата ќе го повлече решението за помилување. Изнудија речиси од сите и повторно ги вратија назад во затворите. Вие поднесувате така иницијатива? Ние ја објасниме правната основа на таа постапка. Постоеше член 11 во Законот за помилување кој што овозможува председателот на државата со дискрециони права, без било каква постапка, независно за
кое дело станува збор, да издаде помилување на приведени во постапка или осудени лица. И тоа тој го стори. Именно во Законот за помилување донесен 1993 година постоеше еден член 11 кој гласеше председателот на Републиката може да дава помилување и без проведување на постапка за помилување, пропишана со овој закон кога е тоа во интерес на Републиката или кога посебни околности што се однесуваат на личности на кривичното дело укажуваат дека тоа е оправдано. Завршен цитат. Меѓутоа, собранието на седница на 27. јануари 2009 година донесе закон за изменување и дополнување на Законот за помилување со кој, меѓу другото, членот 11 беше избришен, за да ги намала дискреционите права на председателот на Републиката. Меѓутоа, Уставниот суд по иницијатива на известен адвокат на 16. март 2016 година донесе одлука со кој овие изменување и дополнување, овој закон за изменување и дополнување на Законот за помилување, донесени на 27. јануари 2009 година, го поништи. Практично повторно го врати членот 11 со сите дискреционо властување на председателот во сила, зашто целиот закон го поништи. Поништувањето значи како и да не бил донесен. Престануваат сите правни последици од тој закон. И врз основа на членот 11, председателот на 12. април 2016 година, Георги Иванов, донесе 40 одлуки за помилување на 56 лица со ослободување од гонење без проведување на постапка. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и инсталациите на Сорос направија големи демонстрации против одлуките за помилување со ослободување од гонење без проведување на постапка што ги донесе председателот Иванов, а сите тие беа клиенти на специјалното јавно обвинителство на Македонија и направи дополнување со член 11а на Законот за помилување, кој гласи председателот на Републиката може во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување. Председателот не е должен да ја образложи одлуката. Лицето за кое е донесена одлука за помилување има право до председателот да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување и председателот на Републиката е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето да ја поништи донесената одлука. И тоа се случи. На 27. мај 2016 година председателот Иванов донесе 36 одлуки за поништување на помилувањата на 22 политички експонирани лица, од вкупно 56 аболицирани, а за сите останати најави дека ќе ги поништи ако тие го побараат тоа од него. И тие што побара дополнително на 6. јуни 2016 година председателот Иванов соопшти писмено дека донел одлуки за поништување и на преостанатите одлуки за помилување на уште 34 аболицирани лица од 12. април 2016 година. Дилемата во правосудните органи, па дури и до Врховниот суд, беше дали членот 11 кога е поништен со поништувањето на законот повторно влегува во сила. Меѓутоа, по моje лично убедување, затоа што законот за помилување за изменување и дополнување на законот за помилување во кој беше поништен член 11 е поништен целосно од Уставниот суд, член 11 повторно е во сила и важи како дискреционо право на председателот на Републиката. Имено владата манипулираше дури и пред Европскиот суд за човекови права дека практично председателот во моментот кога ја носел одлуката немал законска основа и затоа не станува збор за еднаш донесена аболиција
веќе за секогаш важи, никој не може да ја поништи. Меѓутоа собранието кога го донесе дополнувањето на членот 11, кажа после членот 11 се додава нов член 11-та. Практично собранието самиот потврди дека членот 11 е во сила. И има дискрециони, му дава дискрециони права на председателот за аболициите кои ги дал. Министерот за правда Бојан Маричич на 4 октомври 2020 година објави дека информацијата објавена во некои медиуми дека судот за човекови права во Страсбур одлучил дека аболицијата на поранешниот председател Иванов важи, представува наводно класична лажна вест. Меѓутоа на пресконференцијата на 8 октомври 2020 година за 4 дена Маричич си скокна самиот во стомак и потврди дека во оваа фаза државата и се остава простор од неколку недели за спогодба и дека се уште во нашите институции се разгледуваат апликациите на обвинетите и осудените кои бараат оштетување. Таа обврска на оваа влада за сите осудени, аболицирани и покрај аболицирани судовите си ги терале постапките за да ги однесат во затвор на одлежување затворски казни, се уште важи во смисла државата кога и да е по одлука мериторна на Европскиот суд за човекови права ќе мора тие лица да ги ослободи. Да. Не случайно ве оставив да малце повеќе да го елаборирате, бидејќи ваква елаборација немаме во медиумите. Бидејќи знаеме каде кој припаѓа и кој колку може да говори. Искам да ви кажам, славината колку се допушта. Специјалното јавно обвинителство формирано во 2015 година во старт ја промаши својата надлежност. Ја блокира својата надлежност. Затоа што спроведувањето на законот за специјалното јавно обвинителство формиран во септември 2015 година беше врзан со законот за заштита на приватноста. Што беше Во законот за заштита на приватноста беше кажано дека за сите дела за кои има незаконско прислушување, тој што ги поседува должен во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на законот за заштита на приватноста да ги предаде на специјалното јавно обвинителство. Тоа беше 25 октомври или ноември. Значи тоа беше 20 дена од законот за заштита на приватноста беше донесен на 9 ноември. Значи влезе во сила истиот ден кога и се објави во службен весник, во рок од 20 дена. При крајот на ноември, 30 ноември требаше Зоран Заев и неговата буломента да ги предадат на специјалното. А ги дадоа на крајот на годината. Но ги дадоа на 29 или 31 декември. Да. Практично со законот за заштита на приватноста специјалното јавно обвинителство немаше никаква надлежност да постапува ни да гони, ни да воопшто. Практично ќе останеше без работа. Дали судот за коите права дефинитивно бидејќи се искористили и практично кривично дело за незаконски прислушувања како доказ во судска постапка направи специјално јавно обвинителство. Тие треба да бидат гонети уште во старт за кривично дело незаконско прислушување, бидејќи постапува по документи, по предмети, по прислушкувани разговори кои што можеа да бидат предмет на судска и обвинителска обработка, најдосна предадени во СЈ до 30 ноември 2015 година. Да. И собранието што направи? Собранието некаде во јуни месец повторно го донесе истиот закон
2016 година, го донесе истиот закон за заштита на приватноста, меѓутоа членот во кој беше утврден рокот кога специјалното јавно обвинителство може да постапува по такви прислушкувани разговори, го избриша, за да му даде легитимитет. И никој од правната фела, никој не реагира на ова играрија и манипулација во собранието. Господин Петро, кој имаме окупација, кинопирање на власта, на институциите, на системот. Еве видовме неправеден притвор, судот во Страсбург, режијата може да ја прикаже пресудата што е објавила пред некој ден за господинот Ристевски, Спиро Ристевски и неговиот исто така представникот на полицијата, предпоставам, Митко Пешов, да. Може да ја видиме, тоа е пресуда, оваа пресуда од Судот за човечните права. Господин Петров, имаме убави 40 на минути да елаборираме. Ова немавме ние, ако се согласите со мене, вистински начин на спротивставување на така наречена држава во држава, алудирачи на ВМРО ДПМН во тоа време. Односно имавме тука лов на вештерки и со една цел, ако се согласите со мене, веќе кажано, дека тоа беше создавање страв кај народот, да не сме, да, тоа се пресудите од Страсбург, дека не сме народот да се спротивстави на владата на Зоран Заев и неговите пајташи. Дали се тоа веќе прочитано и видено и дека треба дефинитивно вистината да излезе на површина и конечно знаеме дека господин Пендаровски нема, така веќе се зброи, дека нема да биде на листата за кандидат председателски, веќе се појави дури Зоран Заев, Ковачевски, господинот Оливер Спасовски, Шекеринка, госпоđа Радмила Шечеринска, со тоа што господинот Пендаровски комотно да рече, простете, чувствувам вина. Оти признатиот греф не е греф. Па они ги призна и резултатите од референдумот на 30 септември 2018 година за името на државата и идентитетот на македонскиот народ. Државна изборна комисија јасно кажа дека не успеа. Дека одлуката не е донесена. Меѓутоа си го спроведа договорот Димитров Кодзијас од 17 јуни 2018 година, иако е во спротивност и со домашното и со меѓународното право. Практично промената на името на државата е најголемиот корупцијски скандал во историјата на оваа држава. Светската историја на народите и државите не памети ваков случај. Не е регистриран таков случај. Не памети ваков случај една одродена власт да го промени името на државата и идентитетот на нацијата. Навистина, као не сме воопшто... Зоран Заев практично по квалификации, дури по многу по независна состојба од Квислинг, премиерот на Норвешка кој колаборира со Хитлер за време на Втората светска војна. Не знам, ја и се заблагодарам мојата екипа, Ивана Гордана се тука, јас верам дека не следат, со сиот респект. Тука можеме тоа да замоламе на изјава на господинот Ѓорѓи Диманов, кој изјави дека јас нема да го потпишам Преспанскиот договор, бидејќи е штетен за Македонија. Неодамна се одважи господинот Иванов на една конференција за Кисинџер, дека името малтене, читај, е продадено. Можеме таа на куса изјава од господинот Иванов, ве молам, почитувани колешки. Меѓутоа, чудно однесувањето на јавното обвинителство, затоа што председателот вели за колку стотини милиони е продадено името, а нема никаква реакција. И тоа допред вас, така? Да, нема никаква реакција од јавното обвинителство. Да, ве молам, рече. Но ние самите очигледно не сме знаеле да си го чуваме, негуваме и го оставиме за едни поколенија. И сме влегле во игри кои ги разоткри Андов, Стојан Андов, кога соопшти дека специјалниот пратеник на председателот Глигоров договара со Алој Смок, министерот за надворешни, за сума од $1 милион за промена на име за да дојат 2 милиарди инвестиции. Подосна дојде еден куфер кеш до председателот Глигоров од милион, па на еден мој претходник нудено му се 50 милиона и
И сегашната сума, ако прашате било кој упатен грчка подивка, 150 милиона. Е толку превиш има тоа. Јасно, 150 милиона. Рекоме, под допрен глас... Грчкиот парламент спроведуваше истрага, каде се завршени 50 милиона од Грција во Македонија за време на референдумот од 8 септември 30 септември 2018 година. година. Министерството. Јас тоа го коментирав со Желко Шрајн. Се сеќавате и Мицотаки се едно време во 90-тите години со црните кеси од 150 милиона марки тогаш. Јас се шегував, тогаш бев во македонска телевизија и викам во една емисија, викам, искинати кесите и падна по коридорот 10. Александар Македонски, нели? Сега како го крстеа пријатели со Зоран Заев. Значи, од секој се корумпирале поединци тука, дали припадници на Сорос, Морос и кои да се, си ја вршат антимакедонска кампања. Па станува збор за едно големо злосторничко здружение кој изврши најтешки кривични дела по домашното законодавство, ама и по меѓународното право. Велепредавство, геноцид, Дали застаруваат? и злосторство против човештвото, кои не застаруваат. Никогаш. Никогаш. Ево, Како што никогаш не застаруваат злосторствата против човештвото кои беа сторени во 2001 година за време на војната во Македонија. Па бевме присилени да ги амнестираме истите. Па да, ги амнестиравме, меѓутоа по меѓународно право таа амнестија, одnosno толкување дека амнестијата се однесува и за тие дела кои не ги процесираше меѓународниот кривичен суд. И кој е концепиран без римскиот документ, адхок. Да. Не само тоа е интересно што се поклопуваат прашањето. Рековме дека ми никаква подготовка нема, ние сме толку години заедно во емисијата. Интересно што ирскиот председател на владата или министер за надворешни работи дојде и тоа токму во Косово, одеде да го посети и неговиот колега во Македонија. Заборава дека Шин Фейн и Гери Адамс исто се терористичка организација. Дали можеше да се случи Шин Фейн, терористичка организација, да влезе во парламентот на Вемулан, на истоимената држава? Тоа е невозможно, меѓутоа еве и ден денес Или политичките експоненти во владата од ДУИ, која се е трансформација од терористичката организација ООН во Македонија, се уште јавно парадираат и изјавуваат дека владата и собранието во Македонија се под команда на ООН. Па самиот истиот Али Ахмети во една прилика избран за лице на годината во Тирана изјави дека командант на УЧК ќе биде премиер во Република Македонија. И тие милуваат понатаму на срамно грбаво несакано име да го спомнуваат. Меѓутоа, знаете, важи правилото светот не страда од злото на лошите, туку од молкот на добрите. Колаборацијата на социјалдемократите во предавството на националните и државните интереси овозможи ДУИ ефективно да владе во најголемиот број министерства и органи на управата. Да. Ќе дојдеме, ќе продолжиме, но да не го заборавам... И да не забораваме дека геслото на ООН, кога се појави на сцена во Македонија со терористички акти, тоа беше квалификација и на НАТО во почетокот, беше ослободување на албанската земја од славомакедонските окупатори. Да. И не заборавате дека истиот Робертсон со кој правив интервју и со Олана, со кого имав еднодневна турнеја, да речем, низ Скопје, во собрание ми дава изјава, тоаш на на македонска телевизија бев возбуден сум, бидејќи свежи се длабоко во мене сеќавањата. Го прашувам господин Солана, кои се овие? Вика, тие се терористи. 30 минути, бидејќи само, освен ја бев акредитиран новинар, да го следам, и заминам кај Лјупчо Георгиевски и го прашувам, кои се овие? Борци за човековите права. Па кажавте, рековте пред 30 минути во собрание дека сте терористи. Конвертира од терористи во борци за човекови права. Но друга ситуација, ако го земеме настанот 27 април, дефиниран е како терористички чин, а за награда истата таа судика добила народот, медиумите го констатираат. Почесно место, прв човек на Уставниот суд, над секоло. Упадна приврзаниците на
поранешниот американски председател во Конгресот, меѓутоа судовите не ги осудија за тероризам. Таму имавме и смртен случај, убиство имавме. Дури имавме и убиство. Но кај нас скандалозна, монструозна одлука донесоа судовите, веројатно во соодносот на таа политичка пресметка, на политичката сцена во Македонија, и овие луѓе ги осудија за тероризам на 200 години затвор. Да. Еве се случи со Манав. Упад во најсензитивниот простор, а по дефиниција тоа е тероризам. Че се согласите со мене. Служевме и двајцата Југословенска народна армија, каде знаевме секој почет на нашата македонска армија, но знаевме и стражи која дававме, што значи и мртва стража, што значи обично секојдневна стража, дали смееше да се прибереш до нешто што е најбезбедно. Се следуваше што тоа е исто како за време на војна, нема демократија на извор за пиење вода. Таму има само смртна пресуда. Тој што ќе окупира извор на вода, што е основа за живот на народот, на граѓаните, не му следи компромис со преговори, туку ликвидација на лице место. Така и сега во случајов со Манав? Со окупацијата на контролната кула на аеродромот не представува ништо друго освен кошкање. Терористичко дело, тероризам, класичен. Меѓутоа, демонтажата на политичкиот систем е извршена во сите негови сегменти. Не може контрола на прелети на небото на државата Македонија, која е составен дел на европското небо, светското небо, не може да ја обезбедува приватно обезбедување. Таму мора да има полиција, обновено приватното обезбедување. Таму мора да има државен орган, полиција и војска. И армија. И војска, да. Пазите, обезбедувате 1000 сервисирате авиони. И тогаш надлетува, го минува македонското небо, 2 авиони на НАТО. Па разрешените директори на навигација доволно зборува како се однесуваат со нивните изјави. Они не дадоа оценка како можел некој да влезе покрај сите контролни механизми, туку тоа било обично кошкање. Ма замислете, го повредија, го удрија контролорот, истиот што води сметка и ги обскрбува авионите, авионите и пилотите. Такви луѓе од контролната кула излегуваат само во црна вреќа, во демократски држави. Меѓутоа кај нас се е можно. Дали тоа тероризам? Тоа е тероризам. Дали треба куќен притвор? Дали треба обвинителство понесе приговор, а судот вели не може тоа, значи се спротивстава на орган кој е одговорен за гонење на секакви на криминал и на криминалци. За жал, тоа е една од основните деформации на политичкиот систем. Ние мора да имаме, за да нормално функционираме, да имаме ефективна власт на целата територија, најмалку 3 политички партии или коалиции на така наречениот македонски блок, од кои 2 ќе партиципираат најмалку во владата, за да имаме еден партиципент од така наречениот албански блок. Сега во моментов имаме леви и десни, 2 блока на македонска страна, имаме една партија која влегува во влада од албанскиот блок и тие поставуваат диктат, услови за коалиција. Значи, премиерското место зависи од волјата на ДУИ. Дали ќе биде од СДСМ или од ВМРО ДПМН. И да се фалите дека командант на една терористичка организација е премиер. За да добијат премиерско место, овие 2 коалиции лицитираат со сите национални државни интереси на Македонија. Затоа што уцената е доколку не прифатите овој услов, ќе правиме коалиција со другата така наречена македонска коалиција. Третата четвртина од нашата емисија, но еве не сме да ги суспендирам изјавите на Дафина Стојановска. Почитувани, сакам да најдам на разбирање. Се обидов некако, меѓутоа, госпожа Дафина Стојановска прво само отсутна е, можеби од приватни или
служби од партиски обврски и не можев да обезбедам присуство, но се обидов и најдов една изјава на социјалните мрежи, а се работи токму за и околу се уште невинните лица кои седат во замданите македонски и осудени на 3 века затвор. Повеќе и од Турско што ги осудиле. Одиме со првата изјава. Зате зборуваме за судска одлука, за одлука која што на некому му го менува животот, решава животни судбини, апсолутно, да. Пазете, ние имаме 7 година луѓе во затвор, неправедно обвинети, неправедно осудени. Како може тоа да не се разреши, да не се врати на повторно судење, на ослободителни пресуди? Како ќе им се надоместат овие 6 години? Нема надоместување. Изгубено здравје, изгубени моменти со семејството, само едно што не изгуби, а тоа е нивната чест. Може би слободата ми ја одзедоа, ама честа никако. Видете, многу бледо помина низ медиумските пера веста која што во декември се случи правосилната пресуда за случајот со Јане Ченто, дека неправедно бил повторно приведен во шутка заради лажно сведочење на вработен во МВР. Каде е тука одговорноста? Каде се медиумските перова требаше да биде топ тема? Тој човек заедно со уште 15, 6 години се во затвор. Кој ќе ги надомести тие 3 години што Гордан Јанкулевски ги помина без својот син? Или тортурата што трпат, се уште ја трпи Милијана Киевски, Спиро Ристевски, Трајко Велјановски, моите сегашни се уште колеги Лјупчо Димовски, Жаклина Пешевска. Секој судија кој што ќе донесе погрешна пресуда мора да одговара. Луѓето немаат верба. Прво, ниво обвинителство, ниво судство, нема каде во повисоки инстанци да се жалат. Така ниту апелација, ниту уставен суд, ниту управен суд. Па се е поклопено, ако сме. Се е поклопено, но мора да дојде време. Тоа е нивниот. Да. Благодарам и на колегите на Не заспија вече, да ви се Па, емисијата. знаете од каде се почна, за да стигнеме до денес, во контексти на последнава изјава што ја иметувавте. Почна од полициската акција Пуч на 20 јануари 2015 година беше уапсен поранешниот директор на Државната служба за безбедност и контрола Зоран Верушевски под сомнение дека нелегално поседувал оружје и детска порнографија. Подоцна на Верушевски му е продолжен притворот под сомнение за шпионажа и насилство спрема на високите државни органи. За истите дела шпионажа и уцени спрема високи државни функционери со цел формирање на техничка влада. Приведени беа и Сонја Верушевска, сопруга на Зоран Верушевски, Георги Лазаревски, Звонко Костовски, вработени во ДБК, Бранко Палифоров, вработен во општина Струмица, и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Лидерот на СДСМ Зоран Заев не беше приведен, меѓутоа тој ниту се јавуваше на закажаните рочишта, дури под ризик на стражарно приведување, неговите изјави секогаш беа: не го признавам судот, дојдете и апсете ме. На 31 јануари 2015 година премиерот Никола Груевски одржа драматично обраќање пред јавноста за полициската акција Пуч поради незаконско прислушкување и изјавата на лидерот на СДСМ дека соработувал со странска разузнавачка служба која му предала голема количина прислушкувани разговори на државјани на Македонија. Никола Груевски тогаш тврдеше дека за тоа постојат цврсти и непобитни докази. Меѓутоа, Зоран Заев остана на слобода и се деформира целиот систем од тогаш па до денес по сите основи. Пет обвинетиот Звонко Костовски го призна делото тогаш, кој му се ставаше на товар за прислушкување и со договор на обвинителството одлежа само 3 години затвор. Меѓутоа, на 8 февруари 2015 година лидерот на СДСМ на пресконференција од седиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна со објавување на така наречените бомби во рамките на проектот наречен Вистината за Македонија. На 25 февруари 2015 премиерот тогаш Никола Груевски повторно одржа прес посветена на странските служби, на која ги повтори истите детали од пресконференцијата одржана 31 јануари 2015 година, имено изјави дека две лица според сознанијата кои ги добил го признале делото, дека истражните органи во кривичната постапка Георги Лазаревски го признал делото, тврдејќи дека како познат и повеќе годишен соработник на Зоран Верушевски по негово барање го врбувало лицето од Звонко Костовски, вработен во УБК од 1990 година.
Наводно Звонко Костовски му кажал на Георги Лазаровски дека на Зоран Верушевски му се потребни снимени материјали со цел нивно давање на странски разузнавачки служби, а заради неизини потреби за следење на политичките и општи состојби во Македонија. И на 2 јуни 2015 година, со посредство на Европската унија и САД, 4 политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА во првшина постигнаа начелен договор за излез од политичката криза со формирање на пржинска техничка влада. Што вика господин Шкарич формирало нека насела? Тоа беше услов со формирање на специјално јавно обвинителство, социјалдемократите да се вратат во собранието. И тие тоа го сторија на 1 септември 2015 година, а веќе на 15 септември 2015 година собранието го донесе законот за специјалното јавно обвинителство, кое за жал се претвори во сопствен антипод. Тие се претворија во злосторничко здружение за уцени, изнуди во политичката пресметка по налог на Зоран Заев со тогашната и сегашна опозиција ВМРО ДПМН. За жал, уште на 25 октомври 2015 година, јас лично поднесов иницијатива до Уставниот суд. Кој година? 2015 година, веднаш кога го донесоа законот за СЈО, поднесов иницијатива да се поништи, затоа што се дерогира уставниот поредок, се создава две јавни обвинителства, паралелни. Што не е уставно, специјалното јавно обвинителство дури имаше право кој предмет ќе го посека од јавното обвинителство да го земе, да го добие во постапка без никакво образложение. И тоа се случуваше често пати. Меѓутоа, крајно беше на 18 јануари 2017 година специјалното јавно обвинителство со поднесок до Основниот суд Скопје 1 се откаже од обвинителниот акт за предметот пуч, каде што главен обвинет беше Верушевски, со образложение дека фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои ова јавно обвинителство располага и со наодите во истражните постапки за случаите Таргет и Тврдина, и предметот пуч, чудно но вистината, го заборавија сите и власта и опозицијата. Тука 3 дена. Оттаму почна се. По Македонија сакам само 3 дена и ништо. Јас и благодарам на госпоѓата Вилма Русковска, наистина се одважи дојде во мојата емисија Гласот на народот и го постави прашањето за и околу случувањето на 27 април. Ги ја слушавме госпоѓата Дафина Стојановска. Еве, режија ме молам да ја слушнеме изјавата на госпоѓа Русковска. Затоа што народот ме замоли. Молим те, прашам. Дали се чувствувате, имате грижа на совест за тие луѓе што се во македонските затвори? И колку е веродостојно на изјава на еден, како што го нарекуваат, не кристално чист и јасен сведок, да земе на душа на врат луѓе кои имат казни 3 века. И овој предмет се зима како лош пример во изучување на кривично право на универзитетите во Европа. Кажете ги кои универзитети во Европа? Или вака на памет ќе збориме? Ова како информација. Значи, не потврдени информации, многу е лошо кога се шират во јавност. Напротив, кога беше завршена истрагата и кога се подигна обвинение, зборуваа професори дека предметот треба да се изучува на правниот факултет како предмет како треба да се води предистрага и истрага. И затоа дека се проучува како предмет на универзитети во Европа е толку паушално дадено, добро. Имате слушано, не немам слушното, еве прв пат од вас слушам. Грижа на совест немам и предметот нека не се спинува цело време, е резултат на еден сведок. Вие знаете ние колку доказни материјали доставивме до судот.
И колку 37 сведока имавме. А плюс тоа море на доказен материјал. Да. Тоа е госпоѓа Вилма Русковска на прашањето на народот. Па знаете, според Законот за кривична постапка, незаконско прислушкување не може да биде доказ во судска постапка. Но може само да повторам, на 15 септември 2015 година Собранието го донесе Законот за специјалното јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите, тоа е дефиниција од самиот закон, незаконско следење на комуникациите, извршени во периодот од 2008 до 2015 година. Меѓутоа, за да биде ефективен Закон за специјалното јавно обвинителство, беше донесен Законот за заштита на приватноста. На 9 ноември 2015 година. Објавен на 10 ноември, во кој закон беше утврдено дека незаконските прислушкувања, незаконското следење на комуникациите може да бидат предмет на истрага и на судска постапка само доколку лицата кои ги поседуваат ги поднесат во рок од 20 дена од влегувањето во сила на овој закон за заштита на приватноста, бидејќи и законодавецот во дефиницијата кажал формираме специјално јавно обвинителство за незаконско следење на комуникации. Да. За кривични дела од незаконско следење на комуникации. И тоа само за извршени прислушкувања во периодот или дела извршени во периодот од 2008 до 2015 година. Зора Заев не ги предаде во рокот до специјалното јавно обвинителство во рок од 20 дена од денот на објавувањето на Законот за заштита на приватноста, 10 ноември, заклучно со 20-30 ноември, тука ги предаде на крајот на годината, во декември, 30 дена подоцна. И практично законот ја блокира работата на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство со ова неиспочитување на Законот за заштита на приватноста требаше да престане со работа. No. Се што процесуира практично е кривично дело, бидејќи постапувал по незаконски по незаконско следење на комуникации со прислушкувани, незаконски прислушкувани разговори. Се сеќавам дека поднесов иницијатива до Уставниот суд да го поништат Законот за специјалното јавно обвинителство, бидејќи паралелно јавно обвинителство е упад во уставно-правниот поредок на државата, што стои за паралелизам на политичка основа и за политичка пресметка. Иницијатива е поднесов на 23 октомври 2015 година. Таа иницијатива до денес судот не ја проследи, не ја процесуира. Поднесов тужби за сторени кривични дела, злоупотреба на службена должност и самовластие до јавното обвинителство против сите уставни суди, затоа што во незаконски разумен рок не постапуваат, во разумен рок не постапуваат по иницијативата. Кога го донесе Собранието новиот Закон за јавното обвинителство, бидејќи престана мандатот заради притворот и пресудата на Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, го инкорпорира специјалното јавно обвинителство во Законот за јавното обвинителство. Незаконски повторно јавното обвинителство ги превзеде сите предмети од специјалното јавно обвинителство и ги продолжи постапките во судовите. На 30 јуни 2020 година беше донесен новиот Закон за јавно обвинителство. Повторно поднесов и против тој закон иницијатива до Уставниот суд, затоа што гласањето помина безпотребниот цензус од 81 глас во откупниот број 120 пратеници. Самиот претседател на Собранието Талат Џафери, кога констатира дека вкупниот број на гласови е 72 или 78 беше, но не 80, рече го поништувам гласањето, направи пауза да се соберат пратеници, иако практично законот не беше донесен. Поднесов кривична пријава на претседателот на Републиката кој го потпише таков недонесен закон, указот за негово прогласување и против Талат Џафери за манипулацијата, меѓутоа јавното обвинителство повторно тие иницијативи ги одби.
И оно што е најинтересно, кога ја поднесов иницијативата на 23 октомври 2015 година се поништи законот за специјалното јавно обвинителство, имаше уште една иницијатива од некој адвокат од Источна Македонија, го заборавив. Под притисок на политиката, адвокатот се одлажи со едно соопштение, изјава, и ја повлекувам иницијативата за оценка на уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство, за да оставиме можност да се постигне политички договор помеѓу власта и опозицијата. Што? Меѓутоа, јас иницијативата не ја повлеков. На 28 ноември 2015 година ме повика тогашниот премиер Груевски во неговиот кабинет со барање иницијативата да ја повлечем. Зашто? Затоа што постигнале договор со Заев, никој да не ја поведе постапка за оценка на уставноста на закон за специјалното јавно обвинителство пред Уставниот суд. Обидувањето на премиерот беше адвокатот ја повлекол, Тодоре, зошто поднесе да не градиш кариера? Ја тогаш му кажав, мојата кариера е изградена и вградена во темелите на оваа држава. Кога јас бев пратеник, вие си игравте джамли, не бевте се уште упатен во политиката. Стотици имам поднесено иницијативи до Уставниот суд, сум бил член на Уставотворното собрание, се борам за уставност и законитоста, сум председател на една меѓународна невладина организација која ги третира човековите права и слободи, врзано за правниот поредок и за правната држава било каде во светот. И велам, токму тоа е интересот законот да биде поништен. Неговиот одговор беше, треба да бидеш свесен какви последици треба да ќе претрпи државата ако законот Уставниот суд го поништи. Значи, Македонија ќе биде ставена под режим на санкции, доколку Уставниот суд го поништи законот. Велам, дали си свесен дека тој закон е донесен, сите вас од ВМРО да ве втерат во затвор. Се е расчистено, се е договорено, нема никаква дилема дека ќе има последици од работата на ова специјално јавно обвинителство. Тогаш и тој лично, нели, даде поддршка со квалификации дека станува збор за Катица Јанева од Гевгелија, за реномиран, меѓународно почитуван адвокат, обвинител, и дека одговара за таа позиција. Размисли какви ги последици по државата, повлече иницијативата. Си заминав, велам, ќе размислам, си заминав од неговиот кабинет и никош не ја повлеков иницијативата, меѓутоа за жал таа иницијатива Уставниот суд не ја процесуираше како да, како и секогаш. Имам намера да поставам прашање дали кога бил во сила законот, бил во согласно со уставот, да се направи една проверка во Уставниот суд. Се сомневам дека сегашната председателка Кацарска ќе Добрила Кацарска ќе прифати, затоа што Уставниот суд го третира како обичен кривичен суд, наместо да толкува, пресудува, она изрекува пресуди кон луѓе. Госпоѓа Кацарска што има многу уште да ревидира и господинот Шкарич упати во мојата емисија, мината пред Нова година на 29, јасно и гласно да ги тргне недостатоците. Но, господин Петров, ова политичка гарнитура на ВМРО-ДПМН јасно и гласно кажа нон пасаран за франско-германскиот предлог, уставните измени, бугарски диктат. Од друга ситуација слушнавме уште една брилјантна режијата ќе ја пушти тука тој слайд на почитуваниот така наречен министер, ја нема да го наречам како други, за надворешни работи, кој кажал дека франско-германскиот предлог или бугарски диктат е негова, односно нивни изум. Ова, како залажеш, како велат, ова се дела. Значи, внесувањето на бугарите во уставот било наш изум. Османи тврди дека предлогот за уставните измени дошол од македонска страна. Да. И уште една, брутално ќе биде искрен. Председателот Пендаровски кажа прво дека нема никакви информации и сознанија како ќе биде ова преговарачката рамка. На крајот даде изјава дека тој бил авторот на преговарачката рамка. Значи, само признавање од францускиот председател Макрон. Само признавање, така. Дали тоа исто како што почетните преговори со Грција беа
за надворешна употреба, име на А не државата. Ерга е омна, не Ерга. А Зоран Заев, шарлатанот Зоран Заев, ја прифати обврската Ерга омна за цел сепкупна употреба. Употреби зборот брутално искрен ќе биде да не се бара, а едностранно се имплементира договорот, октрирани договор, да речем, на Мускули донесен, Бриспанскиот, да се пролонгираат датумите за издавање на документите под таа справна преференца, како да речем северна. И конечно, дали го гледате светлото од овој тунел, без разлика на тоа, дека Македонија мора да се ослободи од ваков терор, од овие ултимативни односи, од ова киндапирање и уште едно го видовте господинот Ахмети како си го искористува институцијата политички систем, влада Устенка, втора влада македонска, каде ќе ги прима гостите од Косово и си кажува агендата што понатаму. Кога ја нема мачката, царуват глувците во куќата. Така и со државата. За жал, немаме македонска ефективна власт и затоа ДУИ практично го тероризира целиот политички систем на земјава. Да, нема ни едно обвинение никогаш до сега против нив, затоа што главна латка им е уцената. Ако спроведете контрола, инспекција, ревизија, ќе правиме коалиција со опозицијата. Нема повеќе вие да бидете власт, нема повеќе да биде ваше премиерско место. Дали сите тие пораки, господин Петров, треба да стигнат до ушите на народот и свеста на народот? Овој пат јавно ќе прашам, бидејќи ова е, можам да речем дека се историски избори. Да се биде или не. Не е таа дилема на Шекспирска. Некој ќе злоупотреба, тоа се кучињата на злото. Што имат директива од нивниот центар да сатанизираат, да омаловажуваат и да не речем што, вакви храбри, искрени и нам ни треба власт која ќе се одлепи од менталитетот сервилност. Нам не ни требаат реформи заради членство во Европската унија, ни требаат заради подобар живот, заради живот, подобар живот и услови за работа нам, македонските државјани, македонците што кажа дека има шанси 30 година да влезе во Европска унија. Па да ви кажам искрено, е непредвидлива иднина членството во Европската унија, заради тоа што ни самата Европска унија и незините членки не знаат како е судбината? Што сакаат и што ќе се случува. Значи, само да кажам само неколку примери како показатели. Да, во 2012 година Германија предложи проект Европа со две брзини. Така, се очити. Факт беше дека не прифаќаат зголемување на членството. 2016 година, заради спречување на руското влијание во регионот, САД понудија план за создавање мала Европска унија на подрачјето на Западен Балкан, преку која Албанија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово би влегле во Европската унија, но до исполнување на сите точки од предпристапните преговори со Европската унија, да имаат обврска да ги следат заедничките политики на Брисел, меѓутоа без право на глас и без никакво влијание врз одлуките на вистинската Европска унија. На 23 јуни 2016 година Велика Британија одржа референдум за излегување од членство во Европската унија, ја напушти ЕУ со договор со 27 членки, кој стапи на сила на 29 март 2019 година. Мај 2022 година францускиот претседател Емануел Макрон, за тие што не се подготвени за влез во ЕУ, предложи Европска политичка заедница наспроти Европската унија. Јас ќе ви се заблагодарам во секој случај што ми бевте соговорник веднаш последна година. Да сте ми благодарам и вам. Влеговме во финале, почитувани, благодарам што бевте со нас во ова убав ден, убав празник Богојавление. Бите ми живи и здрави, гледајте не во вторник во 17:15 во Гласот на народот. Пријатна вечер.